Најголеми општини со дека треба да има нов бран. Очекуваме особено да има промени во концептот. Само на кратко да презентираме станицата, една од 10 станици, централна станица. Делот на старата станица со сите службени структури до лагањи поголем град на Македонија. Добро, сега кратко. 170 вдовите, значи Софија 170. Седнавте на лошо место. Али пазете си, фуд менеджер, кој се одгаварник, Ја користам приликата во името на граѓаните на Република Македонија, во името на владата на Република Македонија да се заблагодарам на Европската унија и на сите даночни обврзници на земјите во Европска унија што издвоија дел од своите средства да го помогнат квалитетот на животот и да го подобрат квалитетот на животот на граѓаните во Република Македонија. Ова е еден пример, ова станица и овој проект е само еден од примерите зошто присоединувањето кон Европска унија на граѓаните на Република Македонија ќе им донеси економски бенефит. И ние сите треба да разбереме дека таквото присоединување и нашиот пат кон Европската унија и НАТО интеграциите не е само политички пат, него е пат за подобар и поквалитетен живот на граѓаните на Република Македонија. Ќе кажеме неколку податоци технички околу проектот. Овој проект за кој што денеска зборуваме е 2,14 милиони евра, се реконструираат комплетно 10 железнички станици во Република Македонија, ние денеска посетивме две, тие две се 400.000 евра, но тоа е помалиот дел што Европска унија го дава како грант на Република Македонија. Исто така и железничката станица во Скопје беше реконструирана со 2,5 милиона евра од грант, значи донација, поклонети пари од граѓаните на Европа за граѓаните на Република Македонија. Исто така, морам да кажам дека во делот на железничката инфраструктура за кој што денеска зборуваме и во двете делници кои што треба допрва да се градат од значи Белјаковце до Крива Паланка и од Крива Паланка до граница, Европска унија даде грант од 130 милиона евра. И тоа, втората фаза од железничката пруга од Куманово до граница, втората фаза е значи од Белјаковце до Крива Паланка, таа кошта 147 милиона евра, од кои дел од средствата се грант, дел од средствата се кредит, а 70 милиона евра од тие средства се грант од Европската унија. И третата фаза од тој проект кошта 350 милиона евра, значи тоа е од Крива Паланка до граница, тоа е исклучително тежок и скап пат, каде што има над 30 тунели кои што треба да се пробијат и тука имаме грант од 60 милиона евра. Тоа е за нас како влада предизвик, да тие проекти квалитетно ги реализираме, да овие средства ги искористиме и морам да кажам дека тука и владата и сите ние имаме дупла одговорност. Кога зборуваме и кога работиме со грант од средства на Европска унија, имаме одговорност и пред нашите даночни плаќачи и граѓани во Република Македонија, но имаме и одговорност пред даночните плаќачи и граѓаните на сите европски земји. Ви благодарам и стојам на располагање за прашања доколку има.